Во текот на денешниот ден досега се регистрирани повеќе од 15 пожари на отворен простор на територијата на државата. Од нив 7 се активни, останатите се изгаснати. И понатаму најголем предизвик останува големиот пожар во ловишето Јасен, пожар кој што се одвива повеќе денови, пожар врз кој што секојдневно действуваме и од земја и од воздух. Рано утрово еден тим од волците и еден тим од полициските тигри продолжија со своето дејство, односно изработка на противпожарен појас, како што може да се види зад мене, по сртот, по гребенот, се обидуваме целосно да исчистиме вегетацијата, за да огнот кој што се движи од моја десна страна биде сопрен овде по овој гребен. Исто така овде на лице место се екипи на јавното претпријатие Јасен, национални шуми, како и тим пожарникари од Македонски брод, кои што ја чуват горната линија, за да не му дозволиме на пожарот да побегне во насока на село Брезница. Наша најголема цел е ставање контрола врз овој пожар токму на потегот зад мене. Покрај овој пожар, активен и пожарот на територијата на општина Маврово и Ростуше, во аторот на село Церово, поради тоа што блиску овде се наоѓа Мавровското езеро, еден трактор на дирекцијата, веднаш упативме таму, затоа што истиот амфибија може да полни од езерото и да действува врз овој пожар и очекувам истиот денес да биде ставен под контрола. Третиот пожар е на територијата на општина Прилеп, во аторот на село Беловодици, пожар кој што го изгаснавме, но повторно дојде до негово реактивирање или некој намерно го има реактивирано, сега се движи од местноста викана Ливада кон село Лениште. Зафатена е делумно деградирана, но и букова шума. Четвртиот пожар е пожарот кој што се наоѓа на територијата на општина Долнини, западно од село Црнилиште, гори трева, ниска вегетација, грмушки трња. На него работат екипи од локалната територијална противпожарна единица. Петиот пожар, кој што изби предмалку, е во аторот на селото Подгорци, општина Струга. Постои можност овој пожар да навлезе во Бор. Екипи на национални шуми таму веднаш упатени и веќе дејствуваат. Наредниот пожар се наоѓа на територијата на општина Боговиње во аторот на село Ловјане. Седмиот пожар во аторот на општина Студеничани се простира на планината Китка и овој пожар исто така беше изгаснат, но повторно се реактивираше или некој за жал го има реактивирано. На лице место се екипи на национални шуми, бидејќи скопските пожарникари во главнина се зафатени со гасење на пожарот на опожарените бараки во Влае. Овој пожар е ставен под контрола, добро е тоа што нема загинати, нема повредени и верувам дека набрзо целосно ќе биде изгаснат, иако граѓаните ќе гледаат чадење уште извесно време, чадење кое што создава вознемиреност.